кога би можел да најдеш решение терапија наместо терапија, што би препорачал за обновување на фокусот, на концентрацијата, на присуството, да бидеме сега тука? Игра, пак ми се појавува игра, во смисла секако и за се надевав дека ќе го кажеш тоа. Да, и за возрастните има игра, во смисла сите овие тимбилдинзи кои што се прават во природа не се случајни, бидејќи треба активација на цело тело. Поврзаноста со луѓе, дружењето, пеењето, па и пиењето, разговарањето, сето тоа прави огромно внимание. Може ли да поделиш tips and tricks, да речеме, некакви мали совети кои што би биле практични за оние кои што се млади родители со се уште мали деца и чии што фокус веќе оди кон компјутери, ајпади, телефони и слично, но и за нас повозрастните во моменти кога ќе почувствуваме дека имаме магла нели во мозокот. Јас многу ретко ги одвојувам работите меѓу деца и возрастни кога се работи за овој момент. Земјини светот, Шведска е еден од примерите, препорачуваат одење во природа, дури препишуваат. Матичен лекар или психолог може да препише 10 дена преспој во природа, бидејќи во природа немаш толку дистракции. Тие дистракции што се наменети за нас. И секако физичка активност не може да замени ништо друго во однос на фокусот.